Сопственикот заврши во болница со изгореници и е без кров над глава по синоќешниот пожар во куќа во населбата Колтук во Тетово. Без место за живење остана и 6-членото семејство Демири, кое дел од куќата го изнајмувало под наем изминативе 14 години. Тие вечерта заминале на гости кај роднини пошто добиле телефонски повик дека куќата гори. Велат сега не им остана ништо поради што мора и јавно да побараат помош. Ништо немамо, ни документи, јалишта, спе изгорени се. Сега моментално немамо каде да живееме. Пошто сега сум кај мајка ми, ама и таму нема место, и таму се теснемо со деца. Јас, зетот, мужот, имам уште едно дече, и плюс внуката со черката. Свите овде живеат по куќа, сега моментално немамо каде. Зима и уште ладно немамо каде. Ако може да ни се помогне, барем негде да ни се направи некоја соба да имамо. На помош први дошле соседите кои се обидувале да го изгаснат пожарот. Се создала паника затоа што пламенот бил многу висок. 25-годишниот Мартин Малетиќ херојски постапил влегувајќи во опожарениот објект за да го спаси човекот кој бил внатре, кој сега за среќа е во стабилна здравствена состојба. Комшијата беше тука на балконот, излезен, ми викавме по него да скокне, тој не сакаше, влезе во собата, почекав јас 5 секунди, видов дека го нема и влегов јас во тој момент, не размислував, реков или двајцата ќе излеземе или ни еден. Го видов како лазеше од собата излегувајќи надвор, јас го извадив, гореше он, имаше некоја алишта тука, го изгаснав јас него со алиштата и го извадив тука надвор и толку беше. Во рок од 30-40 секунди све се случи. Околу 19 часот седев дома и само слушнав наеднаш сирена. Излегов да видим што е, како е работава, кај ќе видим, пламен. Излегов да видим од кај е пламенот, кај ќе видим, комшиите над мене што се, им гори куќата. Истрчав нормално да помогнем. Кај дојдов, што ќе видим, дим. Пламен, може 10-15 метра беше, од кровот па нагоре. Нормално, заедно со комшије, дадовме прва помош, со црева, со вода, мислим кој како што можеше, помогна. Од каблоите од струјата почна да пука, да прска, така да малце се створи паника, тоа е. Во пожарот една куќа целосно е опожарена, а зафатени биле и 2 соседни. Пожарникарите се бореле неколку часа со пламените јазици, а работата им била отежната затоа што во тој дел на градот објектите се збиени. Со 15 пожарникари и 4 противпожарни возила, успеавме, иако е многу тежок пате, куќите се залепени една со друга, таква е состојбата таму, и успеавме пожарот после 2-3 сата во борба со пламените јазици, да речем, да го ставиме пожарот под наша контрола. Пожарникарите алармираат дека сега опожарените куќи поради нивната старост и водата која била користена за гаснење на пожарот представуваат опасност за минувачите затоа што може да се рушат.